Добре дојавте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Врнеше во Битола, дали беше Клара. 3 лица почина од листерија, уште една во критична состојба. ИВЗ повика на исплата на исламските обврски. Ке се промовира Крушево. Тројца починати во изминатите 30 дена од листерија, уште еден нов случај, тоа критичен. Државата ги презема мерките за заштита, проверуваат каде ја има. Се споменаа неколку месни индустрии. Лекарите препорачуваат на внимателност. Ова е темата на денот, одиме поред. Листериозата е бактериско заболување кое најчесто настанува по внесување на храна контаминирана со бактеријата листерија, како што е месо, преработки од месо, непастеризирано млеко и млечни производи, недоволно измиено овош и зеленчук, чадена риба и друго. Листеријата се уништува со добра термичка обработка, со печење или варење над 70 степени Целзиусови. Оливера Михајловска. Летото е период кога почесто се јавуваат заразни болести кои се пренесуваат преку храна и затоа е потребно поголемо внимание при подготовка и консумација на храна. Предизвикувачи на овие заболувања се микроорганизми кои во соодветни услови с големена температура или несоодветно чување се размножуваат или излачуваат токсини во храната. Листериозата е бактериско заболување кое најчесто настанува по внесување на храна контаминирана со бактеријата листерија, како што е месо, преработки од месо, непастеризирано млеко и млечни производи, недоволно измиено овоше и зеленчук, чадена риба и друго. Кај здрави лица со подобар имунитет заболувањето поминува со полесна клиничка слика со стомачни проблеми, диареја или симптоми слични на грип. Листеријата се уништува со добра термичка обработка со печена и варена храна над 70 степени Целзиусови. Најчесто се регистрира меѓу постари лица со намален имунитет, бремени жени и новородени деца. Кај нив може да предизвика сериозни компликации како сепса, воспаление на мозочни обвивки, менингоенцефалит, воспаление на срцеви обвивки, перикардит, воспаление на зглобови и слично. Според податоците од Институтот за јавно здравје во текот на 2013 година бактеријата е изолирана кај 3 мостри од храна, но нема пријавено заболени лица. Во 2014 до јуни уште во 3 мостри од храна е изолирана оваа бактерија, при што само во последниот месец се пријавени 7 случаи на лица заболени со листериоза, од кои 3 завршија со смртен исход. Сега за превенцијата, граѓаните да внимаваат на храната, препорачуваат од Центарот за јавно здравје во Битола редовно миење раце и не мешање на сурова со готова храна. Ова се дел од препораките за заштита од бактеријата листерија која не крена на нозе. Маја Богоевска. Бројот на заболени од листерија го активира алармот, велат од Центарот за јавно здравје Битола. Последните години немало изолирани случаи или пак бројот на изолате бил многу мал. Меѓутоа нема место за паника, со оглед на тоа дека се движиме во оние, ајде да ги речам, европски или светски бројки, рамки на инциденца, значи појавување на листеријата, која можам да кажеме една од ретките зоонози, ретко заболување, со инциденца значи од 2 до 10 случаи на милион или 0,3 на 1000. Баш и нашиве случаи се движат во тие рамки. Меѓутоа, алармот секако мора да се подигне на повисоко ниво. Со оглед на тоа, Министерството спроведе за здравство активности, Комисијата за инфективни болести заседава веќе од 10, можем да кажам, скоро секојдневно, бара информации, нови со цел да се најде поврзаноста на овие случаи, да се најде причинителот евентуален, значи не станува збор да потенцирам за никаква епидемија. Тоа се нормален број случаи кои би се изолирале во било која европска држава и ги има. Има висока смртност на 30%, од 80-тите години од минатиот век представува јавен здравствен проблем. Има сезонски карактер, а има и висок процент на хоспитализација. Има неколку начини на пренос. Значи може да се внесе перорално, што велиме, преку уста, преку загадената, значи храна недоволно термички обработена, млекото и производите кои ви ги наведов, свежо неизмиено овош и зеленчук, потоа од мајка на дете, и тоа е едната од манифестациите клинички ќе ги спомниме, значи од мајка на плод, и тоа при раѓањето, преку плацентата првично, меѓутоа и преку раѓањето од родилните канали. Потоа едно од начините е аерогенос, вдишување на тие излачевини, хематофагно преку некои инсекти може да ја пренесат, и преку оштетена слузница на устата секако. Во најголем дел од случаите се манифестира како лесна инфекција.
со болки во мускулатурата, со болки во стомакот, со неколку проливи и така натаму, која за среќа поминува, значи не кај сите, не завршуваат сите летално, не завршуваат сите трагично и така натаму. Меѓутоа, доколку навлезе во крвта, значи доколку се јави бактеријами или сепса, ги напаѓа некои органи, посебно е атакиран централниот нервен систем, каде што се уват овие што ги спомнав менингити, менингоенцефалити и така натаму, кои имаат висока смртност и над 80%. Исто така, една од ризичните категории, рековме, се мајките, значи бремените жени, во кој смисол, значи тие можат незабележено кај нив поминува како инфекција, така беше и со смртниот случај кој го имавме на новороденото, предизвикуваат предвремени раѓања, предвремени пораѓања, предизвикуваат мртвородени и абортуси и така натаму, а доколку се роди, значи новороденото, предизвикуваат сепса на плодот и со висока леталност над 90%. Она што како превентива треба да го направат граѓаните и да обрнат посебно внимание на хигиената. На рацете пред секој оброк, внимавање на иста даска, на иста работна површина, тоа гостителите добро го знаат, меѓутоа добро и домакинките, и да го знаеме и сите во своите домови, не мешање на сировите производи кои ги спремаме со готовата храна на иста работна површина, мијање на ножевите после секое конзумирање на, значи, преработка на сирова храна и така натаму. Во однос на она како ја складираме, обавезно, значи, складирање на ладен ланец во исхраната, односно секое спремено јадење, секое сготвено јадење, после олудувањето да се стави обавезно во фрижидер на одржување, имајќи во предвид. На клиниката за инфективни болести во Скопје кај уште едно лице е лабораториски потврдено присуство на бактеријата листерија и со дијагноза менингоенцефалитис, тој е во критична здравствена состојба. На клиниката за инфективни болести во Скопје кај уште едно лице е лабораториски потврдено присуството на бактеријата листерија и со дијагноза менингоенцефалитис, тој е во критична здравствена состојба. И едно бебе на клиниката за детски болести во Скопје е со сепса предизвикана од бактеријата листерија, но неговата здравствена состојба се подобрува. Регистрирани се 5 нови случаи со дијагноза менингоенцефалитис од Скопје, Кочани, Македонски Брод, Охрид и Гевгелија. Предходно, новороденче и двајца возрастни мажи се првите жртви на бактеријата листерија, која го зафаќа централниот нервен систем, а крајната компликација е воспаление на мозокот. Новороденчето ја добило бактеријата од својата мајка при раѓањето. А еве што презема Министерството за здравство. Знајќи дека се работи за заболување koje се пренесува преку храна, на околу 98% преку храна, веднаш беа превземени мерки со тоа што на состаноците беа повикани представници од Агенција за храна и ветерина, дадени задачи да се направат веднаш контроли во сите поголеми објекти за производство за храна, посебно објекти за месо и месни преработки, објекти за млеко и млечни преработки, од каде што направена е контрола за претходните анализи какви им биле во однос на сите бактерии па и листерија, меѓутоа и земени дополнителни мостри за анализа. Исто така, Државниот санитарен и здравствен инспекторат е пратен во сите породилишта и неонатолошки оделенија да се земе за контрола од храната, млечната храна или млекото кој што се дава на новороденчињата и доенчињата, да се направи анализа мостра и од нив. И уште една активност на сите пазари, Агенцијата за храна и ветерина прати своји инспектори да ја проверува храната која што се продава во несоодветни услови на отворено и таа храна да ја оцена. Акцијата продолжува до крајот на неделата и имаме точни податоци колку мостри се земени, какви анализи се правени и кој е резултатот од тие анализи. Од полицискиот билтен на Министерството за внатрешни работи. Севера Битола поднесе кривична пријава против Аја 49 години од Битола за сторени кривични дела измама, фалсификување исправа и употреба на исправа со невистинита содржина. Во почетокот на 2012 година пријавениот го довел во заблуда МТ од село Теарце Тетовско дека сака да го купи неговото возило Volkswagen Touareg, а откако му било дадено возилото, направил лажен купопродажен договор и возилото го продал на лице од Куманово, со што се стекнал со противправна имотна корис од 600.000 денари.
СВР Битола поднесе кривична пријава против ѓа, 36 години, управител на фирма од Битола, за сторено кривично дело даночно затајување. ѓа во текот на 2012 година со неприкажување на остварен промет и давање на лажни податоци во даночната пријава за остварен приход, затаил данок и се стекнал со противправна имотна корис од 174.000 денари. СВР Битола поднесе кривична пријава и против ВИ, 22 години, управител и сопственик на фирма, и неговиот татко ТИ, 50 години, управител и сопственик на друга фирма, за сторени кривични дела оштетување или повластување на доверители и фалсификување или уништување на деловни книги. Пријавените во периодот февруари до декември 2013 година, иако помеѓу двете фирми немало промет и парични побарувања, во книговодствената евиденција прикажале дека наводно едната фирма има побарување од другата во висина од 1.396.000 денари. По ова, ВИ поднел предлог за извршување, од страна извршител е донесен заклучок за продажба на имотот на фирмата. На овој начин пријавените оштетили други доверители кои имале побарување од фирмата за износ од 1.990.000 денари. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Ива за повика на исплата на исламските обврски. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ја поддржувате уставната измена со која се дефинира бракот исклучиво како заедница меѓу маж и жена? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Палестински представници соопштија дека во денешната серија израелски воздушни напади врз Газа загинале 7 од почетокот на офанзивата, досега загинале 580 луѓе. Од денеска и дел од раководството на СОНГ во знак на солидарност со тројцата професори од Штипскиот универзитет почнуваат штрајк со глад. Во Македонија во последниот месец е регистрирана појава на 7 случаи на бактеријата листерија, од која 3 завршиле со смртен исход. Еден од починатите на возраст од 72 години, вториот случај 59 години и едно новородено дете. Времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, со повремени врнежи од дожд и грмежи, попладни услови за нестабилност и електрични празнини, особено во северните и североисточните делови. Големо невреме вчера попладне го зафати српски Чача, каде што паѓаше дожд пропратен со силен ветер и грмотевици. Невреме го зафати и Горни Милановац. Силен ветер со порен дожд го погоди по големиот дел на Чешка, при што во прекине железничкиот сообраќај. Денеска е во сила прв степен на опасност од поплави. Дали Клара дојде и во Битола? Од утрово неколку пати не зафати краткотрајно невреме, проследено со силен дожд. И во наредните денови ќе има невреме, особено во северните и североисточните делови. Предупредувањата или пак медиумските стории беа дека невремето силно ќе погоди Македонија. На Балканот во Србија кај Чачак имаше невреме, синоќ ќе заплиска и во Скопје. Битола некаде после полноќ малку грмотевици. Рано утрово исто така грмотевици го најавија силниот дожд, се историка код Кофа. И град падна во градот под Пелистер. Така беше утрово околу 9 часот. Помина замина, дојде пладневното сонце. Невреме имаше и во други региони во Македонија. Многумина велат повеќе врни на Фејсбук отколку надвор од облаците. Или се коментира дека од игла се правила локомотива. Како и да е природна работа, ама неприродна што ни се случува многу често. А уште почудно што тоа е во лето кога сите секој ден очекуваат знак со сонце по метеата на телевизиите. А надлежните, односно стручните велат во изминатите 24 часа се наврнати 13 литри на метар квадратен во Скопје на Зајчеврид, 12 во Куманово, 3 во Крива Паланка, Тетово и Дебар, 2 во Маврово, 1 литар на метар квадратен во Скопје Петровец и во Штип.
Во другите места каде што се врши мерење, наврнатите количини се помалку од литар или пак немало врнежи. Битола ја нема на оваа листа, ама сите видовме дека дожд заврна. Денес времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди со повремени врнежи од дожд и грмежи во попладневните часови, поинтензивни процеси со услови за појава на невреме со град и силни електрични празнења, особено во северните и североисточните делови, каде се очекува да наврнат повеќе од 25 литри дожд на метар квадратен. Утре во Битола сонце со облак и можен дожд, температурата до 25, четврток до 29 степени сончево време, в петок сончево со мала облачност и можен дожд со повисока температура до 30 степени. Сабота, недела и понеделник уште повисока 32, односно 33. Ке има и сонце, и облаци, и дожд. Пожар ја пеплоса куќата на 7-членото семејство од Битолска Грешница. Семејството ноќта ја мина кај соседите кои првично притрчале да помогнат. Маја Богоевска. 7-членото семејство Талевски од Битолското село Грешница остана без покрив над главата по пожарот што ноќеска до темел ја проголта нивната куќа. Огнот избувнал во 1 часот и 30 минути додека целото семејство спиело. Чадот прв го почувствувал таткото, ги разбудил сопругата и братот и веднаш почнал да ги извлекува децата од допожарената куќа, додека гредите од покривната конструкција паѓале врз нив. И јас дечина да ги изве подалекото и стара куќа да нема мина, бомба, се можно, да се спасам децата. Пуно брат ми не излегува уште. Одам кога гледам, надам викам, бе, то ме излегува, тој сетне осети, од врата немаше да излезе ни џама. Ти паѓаја искри во жар, се едно друго, пламен. Живеевме во сиромаштија и во беда. И на крај веќе све што имавме низгори, све што го печалевме со 1 динар што го вадевме за парче леп, што сме тргале настрана од устата наша и од децата, се низгоре. Семејството ноќта ја минеле кај соседите кои први притрчале да помогнат. Тие се јавија, ама веќе се беше во пламен. Многу малце можеше да се стори за да се поможи, освен пожарната кој дојде. Друго му дадовме покрив над главата и прибрав кај мене. Тоа што можев. Семејството Талевски ги молат граѓаните да им помогнат на било каков начин, зашто никој во семејството не работи. Што можат од јавните институции, да речеме, социјалните, што може да се поможи за 7-члено семејство да не остане на без покрив, еве и вечерава нема каде да преспиеме, не знаеме што ќе правиме. Ако се најде некој добротволец. Кога ноќеска пристигнала противпожарната единица од Битола, веќе било доцна. Се претпоставува дека причина за пожарот е старата дотраена електрична инсталација. Битолското муфтиство ги повика верниците да си ги подмират давачките или исламските материјални ибадети садекатур, фитр и зекјат, средства кои се наменети за воспитно-образовните институции на муслиманите во Република Македонија. Оливера Михајловска. Муслиманите ги живеат последните денови од светиот месец Рамазан, месец кога овој народ се оддава на пост, на воздржување од многу работи, за во радост да го дочека големиот празник Рамазан Бајрам. Во овој период битолските припадници на исламот на голем ифтар во Довлеџик се собраа заедно на рамазанска вечера, каде сите заедно повеќе од 2000 лица еден до друг вечера, разговара и го величаа нивниот Бог. Во овој месец муслиманите имаат и обврски за извршување така наречени материјални ибадети. Знаете дека е Рамазан, дека сега е време на плаќање на садекатул фитр и на зекат. Ако сакаме ние да го постигнеме она што го постигна господинот Реджеп Тајип Ердоан, тогаш нашите давачки треба да ги упатиме онаму каде што треба, а не своеволно и да се правиме дека сме многу паметни, не почитуваме вера и не почитуваме ислам. Деновиве за оваа исламска обврска садекатар фитр и зекјат се обратија и преку соопштение до верниците нагласувајќи обврската да ја извршат и да внимаваат при извршувањето, тоа да биде онака како што е одредено од возвишениот Аллах и ријасетот на Иваза, односно единственото место каде овие средства треба да се насочат се воспитно-образовните институции на муслиманите во Република Македонија, како што е Факултетот за исламски науки и Медресето на Исабек преку исламските
христијанските верски заедници во земјава. Во спротивно се нагласува во соопштението, ако не се испочитува светиот Куран и ставот на ријасетот, ниту зеќетот, ниту пак садекатор фитрот нема да биде прифатен од Аллах, а муфтиството нема да биде обврзано да им помага на лицата кои ќе ја следат својата слободна волја. В недела голема промоција во Крушево, пред Илинден многу забава под Мечкин камен. Овој викенд 27 јули во Крушево ќе се случи промотивен ден Откри го Крушево. На промотивниот ден за забавата во градот ќе се погрижат музичките групи Супер Хикс и Љубојна, а за сите своји посетители Крушево ќе понуди богата туристичка програма исполнета со гурмански специјалитети и традиционална храна. Денот ќе биде зачинет со адреналинска авантура и летање со параглайдер, фолклорна програма, возење и пешачење по бележани планински патеки и уште многу други културни содржини. За време на настанот за прв пат досега организиран ќе биде богата наградна игра во која најстрекните гости на денот ќе можат да освојат летање со параглайдер, викенди или вечери за двајца во неповторливиот амбиент на градот. Настанот е во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија и општина Крушево, а неговата цел е да се промовира комплетната туристичка понуда на градот Крушево и да се представат сите негови туристички потенцијали пред домашните и странските туристи. Светот во две кризи, авионската несреќа во Украина и војната на Блискиот Исток. Нови жртви на појасот Газа, Израел во голема воена офанзива. И за други вести од светот по кусата пауза, останете со нас. Хераклеа, антички центар на модата. Ќе ви раскажеме за материјалите и боите, за мотивите и декоративните елементи, за костимите кај мажите, кај жените, кај децата, кај обичните граѓани и робовите, адаптации кај костимите и јонски стил, за костимите и оклопите кај војниците, за религиозните костими. Недела, 27 јули, Битолски народен театар, 20:30. Палестинските власти соопштија дека во серија на израелски воздушни напади денеска загинале најмалку 11 луѓе во појасот Газа, меѓу кои една бремена жена. Бројката на жртви порасна на 600 откако израелската војска започна офанзивата со цел да ги запре ракетните напади на Хамас од појасот Газа на нивна територија. Според палестинските власти, најголем дел од жртвите се цивили. Израелските авиони нападнале утринава 5 џами, спортски стадион и куќа на загинат шеф на војното крило на Хамас, односно повеќе од 70 цели. Силни експлозии одекнувале во Газа и синоќа, а паралелно се слушале детонации и повици за молитва од џамиите, пренесува Reuters. Експертите и познавачите на состојбите велат дека војната офанзива на Израел дополнително ќе го радикализира палестинското население и отуѓениците и фрустрираните пријатели во САД. Хамас е во голема каша. Движењето, кое според еден израелски аналитичар е изолирано од арапскиот свет, се соочува со потенцијален револт меѓу населението во Газа и бара излез од сегашниот конфликт со Израел, во кој животот го загубија стотици палестинци. Слабоста на Хамас, според директорот на познат think tank во Вашингтон, всушност го поттикна конфликтот. Хамас го почна конфликтот поради слабост и изолираност и на крајот ќе биде уште послаб и поизолиран, објави тој неодамна на Твитер. Лесно е да се види зошто Хамас виси на конец, како последица на киднапирањата и убиствата на тројца еврејски тинејџери што се случи на 12 јуни, Израелското министерство за одбрана го ограничи палестинското исламистичко движење во западниот брег и притоа уапси повеќе од 300 члена и им ги испразни скривалиштата на оружје. Министерството сега е насочено кон Газа, каде што почнува со операцијата Заштитен раб во повеќе од 1300 области, каде што загинаа повеќе од 160 палестинци. Американскиот државен секретар Џон Кери вети $47 милиони хуманитарна помош за цивилното население во појасот Газа, што е главна жртва на конфликтот меѓу Израел и исламистичкото движење Хамас.
Кери, која во посета на Кајро со цел да помогне во напорите за прекид на огнот меѓу исламистичкото движење Хамас и Израел во појасот Газа. САД ќе доделат 15 милиони долари на Агенцијата на Обединетите нации за помош на палестинските бегалци и упатија повик за донации, објаснувајќи дека се неопходни 60 милиони долари за справување со кризата. Останатите 32 милиони долари ќе бидат обезбедени од Американската агенција за меѓународен развој, објави Американскиот Стейт Департмент. Првиот човек на Обединетите нации, Бан Ки Мун, по неговото пристигнување, го повтори барањето за итен прекид на огнот. Израел и милитантните палестинци потоа би можеле да започнат диалог за надминување на разликите, рече тој. Десетици високи полициски службеници биле приведени во истовремени операции во 22 провинции во Турција рано утрово во рамки на истрагата по обвиненијата против така наречена паралелна држава. Најмалку 40 лица биле приведени во Истанбул под обвинение за шпионажа, незаконско прислушување и злоупотреби со официјални документи. Најмалку 12 лица биле приведени во одделна операција против поранешни службеници на разузнавачкиот оддел за наводно извршување нелегално наблюдување. Има наредба за приведување на вкупно 134 осомничени. Се смета дека операцијата е дел од владината борба против движењето на исламскиот проповедник Фетула Гюлен, кого премиерот Реджеп Тајип Ердоган го обвинува за создавање паралелна држава во рамки на држава. Лидерот на сепаратистите во Донец објави прекид на огнот во радиус од 10 километри од местото на авионската несреќа. Проруските сепаратисти синоќа во Донец ги предадоа двете црни кутии од соборениот Боинг 777 на малезиската делегација, пренесуваат медиумите. Ова е важен ден во историјата на Донецката народна република, рече лидерот на самопрогласената држава на истокот на Украина Александар Бородеј по повеќе часовниот состанок со малезиската делегација. Во свој одговор тој ги обвини украинците за несреќата со образложение дека тие имале технички капацитет и мотиви. Потоа представниците на малезиската и холандската делегација подпишале документ за примопредавање на кутиите според официјален протокол, со што исполне договорот за кој во Куала Лумпур зборуваше малезискиот премиер Наиб Разак. Имено тој на конференција за новинари изјави дека малезиските власти, далеку од очите на јавноста, преговарале со сепаратистите за примопредавање на црните кутии и посмртните останки на загинатите. Членките на Европската Унија не се едногласни во однос на санкциите против Русија. Хрватскиот министар за надворешни работи и европски прашања Весна Пусик призна денеска дека меѓу земјите од Европската Унија се уште нема едногласност во однос на примена на третата фаза санкции против Русија, што се однесува за цели сектори од економијата, јави и Тартас. Сметам дека сега ќе постигнеме консензус со колегите и ќе има придвижување во таа насока, рече Пусик при пристигнувањето во Брисел за средба на шефовите на дипломатиите од Европската Унија, на која една од главните теми ќе биде и ситуацијата во Украина. Јужнокорејската полиција соопшти дека го пронашла телото на сопственикот на траектот Севол, кој потона во април, при што загинаа над 300 луѓе, а по кого беше распишана потерница. Телото било пронајдено на 12 јули на поле во близина на градот Ченчеон на југот на Јужна Кореја, а форензичарите со помош на ДНК и отисоци од прстите потврдиле дека станува збор за сопственикот на потонатиот траект Ю Бјунг, 73 години. Шефот на локалната полиција Во Хјун Хо додал дека телото било во распаѓање и била потребна детална истрага за да се утврди идентитетот на жртвата. Првичната истрага покажала дека не се работи за убиство, додал тој. На неговото тело се наоѓале скапи чевли како и зимска јакна од луксузен италијански бренд, рекол Хјун Хо, и додал дека покрај телото биле пронајдени 3 празни шишиња алкохол, платнена торба и лупа. Полицијата и обвинителството го бара Бјунг со недели и понудија награда од $500,000 за било каква веродостојна информација за тоа каде се наоѓа тој. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот.
Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде Актуел завршува, се гледаме утре во 5 до 5 попладне.